Владата денеска се задолжи за нови 50 милиони евра. Министерството за финансии понуди 12-месечни државни записи во висина од над 29 милиони евра и 15 годишни државни обврзници вредни 19,5 милиони евра. Ова е трето задолжување од почетокот на годинава. Веднаш по божикните празници финансии се задолжи за 8 милиони евра, а на 28 јануари за уште 24 милиони евра. Дополнителниот заменик министер за финансии Гордана Дмитриевска-Кочевска обвини дека додека владата постојано се задолжува, нема инвестиции, а економијата стагнира. Смета дека власта нерационално располага со финансиите, додека народот мора да знае каде и за какви проекти завршуваат нивните пари. Каде одат овие огромни суми кога граѓаните не гледаат никаков бенефит? Да бидеме попрецизни, со денешната аукција имаме 37 милиони и 300 илјади евра нето долг, додека капиталните инвестиции заклучно со денес се 16 милиони евра. Тука се поставува прашањето каде е разликата од 21 милиони евра и зашто ќе служат овие средства? Најновите податоци покажуваат дека јавниот долг се зголеми и достигна 48,9% од бруто домашниот производ, односно надмина 5,5 милијарди евра. Во буџетот е предвидено вкупно нето задолжување на домашниот пазар од 200 милиони евра годинава. Во среднорочната фискална стратегија пак владата си овозможи да продолжи со зголемување на јавниот долг, кој до крајот на годината може да ја надмине границата од 50% од бруто домашниот производ.